Далеку пред новата грејна сезона, веројатно уште во јули, огревното дрво ќе поскапи, велат од Национални шуми на Македонија, иако се е во фаза на подготовка, поскапувањето ќе биде неминовно. Размислуваме да и понудиме на владата зголемување на нашите цени, меѓутоа тоа е одлука која ќе ја донеси владата и претходно ќе треба да се изјасни управниот одбор на претпријатието. Станува збор за зголемување за 20%, што значи дека од сегашните 2890 кубен метар дрва би чинело околу 3500 денари, појаснува директорот Валентин Груевски. Во меѓувреме, поскапо грејење уште од сега се знае дека ќе имаат сите што се греат на пелети. Најголем проблем сега во моментот настана и со нафтата, значи голем дел го работиме со нафта луѓето да сработат треба нафта. И така да тука е најголем дел, тоа се зголемувањето и на електричната струја, да. Ќе има покачување. Сигурно до крај на грејната сезона, не сега во моментот, грејната, ама не верувам дека ќе биде повеќе од 10%. Зголемувањето на цената на дрвата и пелетите е очекувана, бидејќи се тргна нагоре, а среќата овој пат е на страна на оние кои договори за дрва склучиле навреме. Како и секоја година, и оваа година почнавме од месец јануар и ги запишавме дрвата јануар и февруар. Бројот е исполнет. Имаме бука, 1800 кубика и даб 900 кубика. На буката е 3400, на дабо е 3500. Иако Македонија има солидни шумски ресурси, увозот од Србија секогаш го стабилизира пазарот со дрва, но во моментов увозот е прекинат. Поради зголемениот извоз во претходните години и зголемената побарувачка за овој вид гориво на светскиот пазар, недостигот од овие сортименти најмногу ги погоди производителите на пелети и огревно дрво. Привремената забрана за извоз е ограничена на 60 дена. Се вели во одлуката на владата на Србија. Во Македонија се уште основен огревен ресурс се дрвата, поготово во источниот дел од државата. Просечно секое семејство троши по околу 5 кубни метри дрва, кои доколку не ги набавиле досега, наскоро ќе ги платат по најмалку 3500 денари за кубик.